Затоа што тоа беше помпезно најавено дека Мицковски бил поканет лично од Трамп, така беше првичното соопштение на владата. Да, И Европа, единствено од Балканот, од Балканот, Европа, од сите. После ја свртија комплетно темата, не за инаугурацијата дали бил присутен, него многу е важно со кој се сретнал. Да, Тука е веќе венување на тези од старт. Пробуваат повторно да не направат будали, затоа што и со тие што се сретнал, кога ти одиш како премиер на оваа држава, ако одиш да се сретнеш со бизнисмени, без разлика кои се и колку тежат и како тежат, и ако се тоа договорени средби, сите што сме работеле во институции со протокол што се занимаваат, знаат дека тоа се претходно договорени и точно се наведува каде ќе се одржат средбите и зашто ќе биде темата. Ние имавме само општи ставови за сите средби. Кажа дека имал содржајни ручеци и вечери, ама Види, и ручек каков и да е. Ако е службен, тогаш веќе имаш тема на која што треба да разговараш. Ти да кажеш паушално дека си разговарал за состојбата во Македонија, треба да ни објасниш што ти си им пренал за состојбата во Македонија. Затоа што он е премиер на оваа држава. Ние денес и на интервјуто имавме само давање изјава ради изјава. Ништо суштински не кажа. Дека требало сите, и опозицијата, и сите што сме критикувале, требало да бидеме горди што Мицко е таму со тие луѓе. Ама што имам јас од тоа како граѓани?